Се сам сама со него. Едва го кревам до веце. Шо има таму право? Некош пати нема. Нема. Анџак за струја, анџак за вода парите и нема некош пат. Лекови 2 месеца не примал. Родина со болен маж, со мозочен удар и од нигде помош немам. Одам по канти по шишиен збира. По шето одам цел ден за 12 динара. Истражувањата години назад покажуваат дека ромите не се подеднакво третирани во здравствените установи. Еден ден му се слоши многу лошо беше. Викна брза помош не дојдеа. Ја потршим од комшите 50 динара, но сега до таму. Таму брза помош не ни пушти. Ја почнаа да плачам там. Викам, не ли е срамота? Вика, снајди се носи. Дојдехме до едно место, он падна. Он беше повледел, мислам готово и човек уплаши се од него, гледа да си го гледа свој човек, неле тешко е. И гладен, и дома, и ништо да немаш. Покажавите и краткото му одбија. Ајде, кажете дали има смисла баш за нас да го одбија. По кој начин? Прво по кој начин? Треба цел ден по шишета гледат дека немам од нигде. И мажа ми не може болен плюс и да го одбива. Она што ни остави впечаток е дека сушност никој не се грижи за тоа семејство, не може да се ги подмерат основните екзистенционални потреби, а да не зборуваме и за набавка на лекови кои што и тоа како им се потребни. Ние неколку пати интервениравме лично, хуманитарно, неколку пати интервениравме да имаат подобар пристап до здравствените институции, меѓутоа многу малку направивме. Ние ќе продолжиме да работиме на тоа поле и сум сигурен дека ќе постигнеме резултати. Две основни цели на работата на ЕСЕП, која се особено фокусирано е промовирање на напредување на здравствените права и женските човекови права. Со таа цел работиме како на одговарање на итните потреби на населението, да се продолжи со оваа работа со која што се јакне самата ромска заедница во однос на своите права, да бидат свесни за своите права и да знаат да ги препознаат прекршувањата на правата, а воедно им се нуди и директна помош со цел да ги заштитат своите права и со цел да можат да ги применат сите механизми кои се на располагање за заштита на човековите права во здравствената заштита. Брза помош треба секој пат да помогне. И на улица да го најде. Било каков треба да му помогне. И да нема крај тај човек. На улица што спие и на тај треба да му се помогне. Исто на така како мој сопруг болен да му се помогне.